Нашата фантастична серија од одлични игри, кога собравме 200.000 денари од цефот на банкарот, за жал беше прекината во минатата емисија, затоа што Сања просто немаше среќа, па така што си отиде со само 2 или 100 денари, поточно 200 денари. Се надам дека се враќаме во колосек, се надам на добра игра повторно оваа вечер и на многу пари. Добра вечер, драги наши гледачи, започва новото издание на Сила нешто токму сега. Да видиме кој ќе игра. Кутија број 22. Олкот од Велес. Доаѓа Петре Мартинов со кутија број 22. Петре, добра ти вечер. Добра вечер. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Дали си расположен? Па да. Имаше добра интуиција последниве емисии? Па погодуев нешто промашуев. Вечерва? Ќе погодиш? Вечерва се надеваме дека ќе го земеме милионот и ќе си заминеме за Велес. За Велес ќе го носиш? Да, одма. Немаш намера да го дуеш? Па ќе размислиме. Ќе размислиш, во ред. Петре, имаш ли начин како ќе играш ти? За да го оствариш ова? Шема немам, таква работа. Начин како ќе диктира играта. Добро, да не вака, играта не може да диктира. Ти си тој кој што ќе Па диктира. добро, да, како ќе ги бирам бројките ќе видим. Зошто си во нашиот квиз? Па пред се дружба, да си ја пробам среќата и се надевам дека ќе си заминам со пари. То пари. Добро, Петре. 22 дали ти значи нешто? Имаш ли бројки за чување, за отворање? Па бројки за чување не, 22 како 22 пред да дојдем на емисија зетот ми ја посочи. И супер, ќе си ја чуваш. И ета испана да биде кај мене. Така, се надеваме дека има нешто високо, така, ако нема високо да го продадеме, добро. Важно е, Петре, дека оваа твоја 22, вклучувајќи и останатите 21 кутија, содржат суми кои што се наоѓаат на екранот. Може би е нешто сино, се надевам не, може би е нешто високо црвено, се надевам да. Затоа што никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, членови на надворешна комисија се задолжени за распределба на сумите. Отвораш кутија, Петре, како што ти сакаш и ја продаваш кога ти сакаш. Дали си подготвен? Одгод. Ако е така, Петре Мартинов од Велес, кутија број 22, прва рунда, 5 кутии. Петре едва чека да почне. Во право ли су? Па да. Добро. Малце поразлично спрема горе, ама ќе се снајдеме. Кутија број 12. Снаодлив е Петре и почнува со La Casa de Papel. Мартин, отвори ја кутијата. Браво. Илија број 3. Илија, отвори ја кутијата. Среќа. Така е. 10 денари. Број 1. Павлина, отвори ја кутијата. Минатата емисија знам дека почнавме со 1, имаше нешто ниско. Петре, како стигнавме толку рано до милионот? Не беше за чување? Не беше за чување. 250, 100.000, 65.000. Се враќаме на сино, се надевам. Ајде комшиката, кутија број 2. Снежана, отвори ја кутијата број 2. Од милион на денар. Тоа е се или нешто, од милион на денар отидовме. Уште една. 3 сини, 1 милион. Е, тој милион не требаше. Не требаше. Веселинка, 11. И завршуваме со Веселинка. Единицата ти имаше милион, да видиме 11-ката. Отвори ја Веселинка. Кутијата, среќа, а таму 40 денари. Па добро. Петре, како да ја наречеме ни оваа прва рунда со 4 сини и 1 милион?
Каква е оваа рунда? Па пред да дојдам тука реков дека на прва ќе го отворам, ама го промашив. А мислиш во првата кутија? Во првата кутија дека одма ќе го отворам. А зошто го кажа тоа? Па не знам, така некоја интуиција, дека познавајќи си себе си, малце некдека късметот ми има. Добро, ти ако продолжиш Скршнато. така да размислуваш, тоа така и ќе биде. Значи, мораш да си ги смениш уверувањата. Мораш да смениш да мислиш дека ти секогаш ќе имаш проблем, ти ќе го отвориш милионот, ти нема среќа со парите, значи мораш да си го смениш тоа во твојата глава. Добро вечер, за кого? Ќе потргнеме од овој млад господин овде на крај, здраво. Здраво. Представете се. Тодор, внук на... Полека господинов овде. Ајде. Тодор, внук на Петрета. Ништо не сватив сега. Дедо. Дедо. Значи Петре ви е внук. Да. А името како ви е? Тодор, Тодор. на Петрета сум дедо. Ве разбрав. Значи дедо Тодор на Петре. Да. Дедо Товоре. Драго ми е. Кој е во средина? Здраво. Добро вечер, јас сум сопруга на Петре и се викам Љубица. Љубица. Да. Здраво Љубица. Драго ми е и Владко, брат на Петра. брат на Петре. Добро, значи најблиската фамилија Да. дошла. Најважно е дека дедо Тодор е тука во поддршка. Малку се разочара кога виде дека го отвори милионот. Имавте ли, ако ве прашаше за бројот 1, ќе му кажете да го отвори или не? Сам нека одлучи. Да, добро, он одлучи и го отвори. Бидна. Ајде, да видиме што вели првата понуда на банкарот. Иначе пензиониран банкар е. Дедо Тоше. Дедо Тоше. После ќе зборуваме за Дедо Тоше. Еве банкару, уште еден банкар во поддршка, ама малку брзо го отворивме милионот. Како е така? Добра ти вечер. Благодарам, голем поздрав до целата поддршка и најмногу до Петре. Исто и до него. Да, вели си го кога си тргнал баш се уплашил, меѓутоа добро, но може да ги има другите високи банкари. Која е првата понуда? Со 3000 денари почнуваме, Петре, тоа е навистина не баш така добар почеток, но имаме продолжение, кажи дали не важи? Не важи. Ајде, понудата не важи. Оправдано не важи, затоа што е само прва рунда, отворени се 5 кутии, следува втората во која што мора да отвориме или нешто ниско црвено, или ниски, поточно сини се разбира, и да оставиме 250, 100, 65.000 и повели Петре втора рунда. Биљана, кутија број 4. Билјана, отвори ја кутијата. Добро, 35.000, највисоките се во игра. Кажи ми нешто. Ајде, Љубица, Дедо Тоше. 7. Љубица вели број 7, Татјана е нова. Ај прво да ја запознаеме, па ти размисли, договорете се. Татјана, здраво, добар ти вечер. Здраво, добро вечер. Јас сум Татјана Митова, доаѓам од Скопје, вработена во Джонсон Мети, мајка на 3 деца. Добро. Тоа е. Татјана, дали имаш чувство некој за прв пат? Па како за прв пат, пошто милионот е таму, нема толку голем. Може? Отвори ја, може. Ајде, Татјана. Да видиме. Добро е, 3000, браво за Љубица. Уште една. Ајде Симона, кутија број 6. Кај Симона беше во минатата емисија Милионот. Сега не е. Сега не е сигурно. Не, да, сега не е, ама имаме високи други за тоа. Симона, отвори ја кутијата. Добро е. Црвено беше, меѓутоа за среќа не е ништо од високите. Овој пат се извлековме. Браво Љубица. Баш Љубица немаше тука нечкање, па не знам што сака нека прави. Каков права жена Па за тоа е има да каже. Па за тоа е у поддршка. Така е, браво Љубица. Дали нешто разговаравте по дома? Дали се договаравте нешто како би правеле? Еве, дури со брати па и со Дедо Тоше. Па не, у глобала сам си одлучувам. Ама па поддршка ако поддршка, ќе ја прашаш, ќе ти Сакаш да помогне кажеш нешто. кај Љубица, Љубица, каков совет му даде пред да дојде на снимање? Ајде сега искрена. Што му Он рече? одлучи сам како што сака. Ако има потреба да праша, Добро? јас ќе му дадам одговор. Добро, а Дедо Тоше вака како банкар спрема банкар, што мислите вие? Имате ли сега предпоставка каде се другите високи?
Никој не знае која сума кај се наоѓа. Така е. Тоа е само со среќа. Само среќа, а? Ништо друго. Добро. Што вели братот? Ќе видим, играта ќе каже. Ќе каже играта, каде работиш? Во Браково Велес, фабрика за метална индустрија, позната по По зелените оние- машини, метларките. Аха. Таму сум више 8 година. Работам оператор на CNC лазер за сечење на лим. За сега е добро, Така, екстра. Том си таму толку време. Да. Добра. Се надам дека ќе биде екстра и твојата вечер, односно освоени 250.000 двоени на пола милион и ќе бидеме задоволни. А за сега единствениот задоволен е банкарот, затоа што нема милион во игра, но пак ќе кажам, има високи. Банкару? Па да, убаво ми звучи. Кога нема милион и се тешам со половина милион. Значи, одиме вели на удвојување од 3 на 6.000 денари. Важно е само дека имаме удвојување. Колку е? Дали важи? Не. Нормално дека не. 6.000 денари како понуда број 2 се одбиени без размислување. Имаме 6, 500.000, 250.000, нека останат во игра. Тоа значи всушност дека ќе играме сега трета рунда, дали ќе се вклучи некој или не, не знам. Некако сите се воздржани, ако Љубица кога и се обрати, му Ако каже. заглавам, ќе ги праша. За сега... Ај, не си би заглавен. Не сум заглавен. Ајде, другата ковчика, Евгенија. Кутија број 5. Евгенија, до сега погоди неколку пати и ти. Што ќе отвориме кај тебе? Се надевам за комшијата нешто сино или ниско црвено. Отвори. Така е, ниско црвено е, браво Евгенија. Андре, што мислиш? Знам дека рече надвор. 10 Пред пак почеток. може да преспе истото што било прошлата емисија, а може не. А вот. Кутија број 10. Андре. Андреј, отвори кутија. Со среќа. Висока е, среќа двете невисоки се во игра. Мораме малено да го избркаме. Ајде те молам, оди на сино сега. Заборави всушност дека имаш нешто високо во игра. Каде се тие сини? Барај ги сините. 100.000, 250.000 остави ги во игра. Кажи нешто. 14. 17, 18. Ајде, Стефан, кутија број 14. Стефан, Нека се 5 не дена. само малку да прашам Љубица што разговара со дедо Тоше. Истиот датум на раѓање, како керката, на 14 јануари. Аха, Киркичка, како се вика Киркичка? Јана. Колку има Јана? 4 години. 4 години, Да. тоа Киркичка имате, Да. така. И ова е незиниот роден ден. Да. И ти се таму го кажуваш на господин Тоше. И што он е- вели тој? Он е на 14 февруари роден. А и негов роден ден е. Да отвориме? Да отвориме. Да отвориме. Хајде. Стефан, отвори ја. Со среќа. Ќе видиме сега дали... Ле, луѓе. Аве, прашав. Љубица, зашто не планиравте барем ова да го сочувавте? Не знам. А, зошто? Не знам, тоа постојано го зборувам и пак ќе го кажам. Ова е трета рунда, имате 6. На крајот на денот, дури денар да има, не, денар нема, 5 денари да има, барем таму некаде при крајот до предпоследна рунда, тој важен број кој што многу често знае и ниско да има, нормално, кој да знае. Штета, особено што се помисливте, особено што кажавте дека ви е важен број, можевте малку само да кажете, значи, 7 сини. 250.000 мора да останат во игра, во спротивно многу рано ќе играме само за нешто ниско. Петре, те гледам буквално си... Тоа е. Не, дослушаме сега, не ми го слушна на прашањето. Те гледам дека, додека јас вам зборувам, ти гледаш нормално во бројките. Замислен си
во контекст као што ми требаше, што ми треба. Криво ли ти е сега 14 што малку не ја причува? Нели беше малце во план да? Па не. А? Не, у глобала додека бев позади кутиите, се испостави дека некој пат е оноа да ги чуваш тие родендени во право, некој пат не. Така да немав оноа за чување броеви, така датуми родендени, така да сега кога отворив, тоест и сопругата кога ме потсети, ми текна, ама реков дека кога ќе дојдам овдека ќе играм тоа што ќе одлучам ќе биде. Разбирам. Така да дека нема те се потсети враќам. тебе дека 14-ката е нели роден да. ден. Дедо ти исто. Дедо Тоше, зошто не рековте не ќе ја чуваме малку? Зошто не рековте? Има предност. Кој има предност? Двајцата. Двајцата, се согласувам, така е, тоа беше сепак нивна одлука. Што е со спортов, нешто многу си навлечен на спорт? Па да, љубите сум на спорт. Одамна, мислам, кога више сум осозрел, Така. бев спортиста некое известно време. Каков? Кошаркар. Го повредив коленото, од тогаш престанав да спортувам и оноа, сакам спорт. Гледаш? Доживее, гледам, да. Така, на што си најмногу навлечен? Кошарка, фудбал? Оноа, главните спортови што се оноа, мислам, главните спортови. Добро, најпопуларните, така е. Тоа се фудбалот, се разбира. Фудбалот и кошарка. Кошарката, така е. За кого навиваш? Не зборувам Реал сега Мадрид. за... Реал, добро. Може. Мој човек. Во англиско првенство имаш ли некој фаворит? Освен Реал, Добро. друго не. Фудбалер, омилен? Па стариот Или Роналдо. омилени? Стариот Роналдо. Првиот Роналдо. Првиот Роналдо. Банкаро? Ќе бил фин, затоа што сум се заканила дека ќе ги земеме овие половина милиони, ќе ги оставил 6.000 денари, односно немало да ги намалува. А тоа значи дека ќе треба да продолжиме со 250.000 во игра. Кажи дали важи? Понудата не беше. Не важи. Кој се за чување? Нема зачување. Еве, горе, другиот, подалечниот комшија, Педица. И што Број Педица? 13. Ќе го отвориш? Да. Чекај сега, ја поставувам едно прашање, он дава одговор на нешто друго. Моето прашање, дали постои кутија или кутии кои што ќе ги чувате? Љубица, тебе ќе те прашам, зој мувате се прави. Па мислам дека веќе нема да чува никоја кутија. А ја имаше така? Само Види. 14. Пака сега да ви кажам, тоа што нема 1.100.000, 6-5, не вика 250.000 треба онака да ги оставиме. Да не заборавиме дека Раде ги сочува до крај се отиде со 85.000 денари. Значи 250.000 се супер сума. Ако не се во неговата кутија, немојте туку така сега да ја отворите, гледате малце. Абе, тука е. 250 се тука. Добро бе, добро, ајде. Нека биде така. Повели, дај Боже да си во право. Ајде, Перица. 250 ама денари. Не се 1000 туку денари. Абе, милионот го погодив мискара си и фрлив гравчињата тогаш и... Да, си доаѓаше со гравчиња, погодуваше, не погодуваше, ги фрли гравчињата и сега епте не му иде. Па не знам на кого му промаши тогаш, па затоа ти реков, Да. некого го упропастив, ме рековме, дај да не го упропастуваме веќе и тој следниот, да Мислам дека играме. милионот го отворив. Така беше нешто, да. Ајде сега. Ајде, Олга, 21. Олга бараме сино, имаме дури 6. Отвори ја кутијата. Добро е, браво. Уште една. Сомнеш. Ако не се во неговата, еве јас се тој велиме дека се кај него. Добро. Која ви е најсомнителна онака, нема да му дозволите да ја отвори? Да ја пришува, да не ја така, од овие бројки овде. Викајте го таму, ако мислите нешто мало. Да. А, господине Тоша? Која бројка? Ако не се кај него, еве, ако се кај него, супер, ама ако не се, Деветката. кај да видам манета, 9, а? Што велиш ти, Љубица? Па мислам дека истото. Исто? Да. Господине? 17, 18 да ги отвори однешни. Да ги отвори или не? Да отвори една од нив. А која да не ја отвори? Која да зачува? Па не знам. Осмицата.
Добро, ете, кажа нешто, па да видиме, Петре. Уште една кутија. И ја ќе ги послушам, ама ќе речем кутија број 15. Добро. Ова беше трета. Две сини. Да видиме со тоа што ги послуша, дали е во право. Отвори ја кутијата, Магдалена. Така е, 5 денари. Конечно, Петре, направивме сина рунда, конечно направивме нешто без да отвориме нешто високо и конечно стигнавме до пата. 4 сини, 4 црвени, утешителни 10.000 и 20.000 и фантастични 250.000, кои што знаете дека може да донесат многу убава сума ако ги сочуваме во наредните 2 рунди. Петре, спортот те следеше и тогаш кога отиде да ја запросуваш Љубица, колку што јас видов. Што се случи? Па тоа беше една интересна ситуација. Бевме, живееме во куќа на 3 спрата. Првиот спрат е на братучедот мој. Така? Вториот сум јас, третиот е мојот брат. Така? И бевме, мислам дека на именден. И тогаш цела фамилија бевме. Мислам дека се уште не бевме земени со сопругата. Така? На враќање, мојата покойна мајка сека чуеше бидејќи имаше проблем со движењето со нозите и за да не ја чекаат сите, за да им даде предност. Така? И мислејќи дека е внука ми и на претрчување нагоре по скалите, наместо внука ми ја удира сопруга ми. Добро. И кога отидовме кога отидов да запросувам, Така? првичното прашање беше од мојот дедо зошто си дојден. Беше среда и имаше Лига на шампиони и викам довавме за да гледаме фудбал. Да го искористиме телевизорот. Да. И он не сте за тоа, а додека го кажував тоа, пред да отидеме на мајка ми рекол, викам кога ќе отидеме таму сега, кога ќе ме прашаат зошто си дојден, ќе речем довавме да се извиниме, оти мајка ми, Снава ќе утеки за да. Да, ја истепа невестата. Добро, се случи веритбата или гледавте фудбал? Кажувај сега. Не, се случи. Се случи, па ева поддршка е тука. Слушај, или ваму ја запросуваш со едно око гледаш на кај телевизор. Па добро, и така беше. Малце таму, малце во телевизорот. Знаев, кој играше? Реал ли играше, можеби тогаш баш? Па не, ама беше, мислам, ако не се лажам, интересни утакмици, оноа више кога се прекршува, кога се одлучува и така. Така, и многу беше битно. Ова, како и дај ќе биде моја, договорено е, па више добро. договорено беше. Тоа се, драги мои, тие фудбалски фанатици. Лесно ли да се живее со фудбалски фанатик? Гемиџија, Велес. Како? Се навикнав. Се навикнав. Да. Велешанец Гемиџија. Банкару? Имаш виден овакви фанови. Да, толку нервозни да мислиш дека на нив животот им зависи од резултатот. Ке имаме ли највисока понуда? 16.000 највисоката понуда, конечно. Конечно 16.000 денари. Луѓе, 250.000, 20, 10.000, нека останат во игра. 4 сини, кажи дали највисоката понуда со 2 рунди до крајот, Петре, важи? Не важи. Понудата нема да важи. Очекувавме ваков одговор, ама што да правиме сега? Сега отвориме 3 сини. А нормално, само гледам сега вака интересно изгледа, значи ти овде лево, наше лево, имаш дури колку 6 кутии. Да, само 19-ката на Зоран ти седи таму на таа страна. Дали ова случајно да слушнам или намерно? Па не, оноа шарав, гледав кај има сини, оноа нешто, некоја си интуиција. Намерно или не можам да кажам. Ангела некои квадранти правеше минатата емисија. А не помага ништо. Мислам, ја не верувам не во тоа. помогна нешто, така беше, да. Добро, како сакаш, Петре. Жалам се, а гравчиња да не носи некој. Да фрли тука. Има луѓе од тето, ама сакаш во шуљава од кафе. Не знам, да не видам. Не знаеш тоа. Да не видам друго, па после да видам кривака, поарно. Како и? Со?
Со леќа. Па каже осмица ли бе? 17, 18. Илија. Отвори ги, до милионот бе. Ајде, поддршката што вели? Луѓе, дајте 3 сини за највисока понуда. Всушност, вие не треба да отворите само една доколку не е во неговата 22-ка. Само 250.000. Таа, ако не ја погодите, ќе биде добро. 16. 20. Да ја чува или да отвори? Да отвори. Седумнаесет, 18. Па ми ги тие 3. Не ми што отвараат тие. За која зборувате сега? Да чујам 17 гласно. и 18. Тие не ти се отвораат. Па не знам, некако милионот беше таму нели горе, у единица. Добро. Добро, ако не ти се отвораат, не отвори, чувај ги за последна, што да ти кажам, ајде. $16 Твој избор. Не. Твој избор. Елена, што мислиш? Милена број 17. Ненад, што мислиш? Кој ги имаше стои? Која кутија? А? На те го ставам. На тебе одлучи. Бера ти рече или 17 или 18. Ајде ќе го послушам. Брат ми, Која? Милена. Кутија број 17. Милена! Ајде, сино. Браво! Постоја брат треба да се слуша. Имате ли други браќа и сестри? Сестра имам уште една постара исто. Ти си најмал? Ја поздравувам. Да, најмал сум ја. Фиданчо, што мислиш? Број 20. Фиданча. Друштво, 20-ка. Може или не? Може. Дедо рече може. Не знам, дедо Тодор Преска рече, може па отворивме високо. Се шалам, човекот само поддржува што и да изберете. Петре? Кутија број 8. Отвори. Јован отвори. Зошто отворил сумката? Не знам. Мислев дека е доле 29, дека се 250. Добро. Со Фиданче разговараше, зошто не остана кај Фиданче? Ти рече човекот, не знам, ја мислам дека таа ќе отвориш. Немаме 250.000, добро, имаме 20.000, се надевам дека ќе се кај тебе и дека ќе ги удвоиме на 40. Одиме со уште една, Петре. Ајде, кутија број 20. Полека, Фиданчо. Имаме последната кутија во оваа предпоследна важна рунда. Ќе добијавме убаво покачување, но тоа нема да се случи, затоа што ги отворивме овие 250.000. Па ќе прашам кога ќе дознаеме што има во кутијата со број 20. После реклами одиме со реклами. Велешанецот Петре Мартинов допред малку играше со 250.000 динари и ќе беше супер да останеа во игра за една убава понуда, но ете, рековме тоа нема да се случи, затоа што сепак осумката ја отворивме, изгрешивме, а последен избор беше Фиданчо со број 20. Отвори ја Фиданчо кутијата. И ете ти. Наместо 250.000 ќе отворивме 50 денари. За која кутија ти е повеќе криво што ја стрефи? Милионот или оваа? Не, 14. 14-ка така што беше родена. Така, роден ден. просто можевте
Кога рековте 14 многу, дај да си ја причуваме малку. Твојот брат беше најти во оваа вечер. Кажев оспицата да Може би чува. требаше малку повеќе за 14-ката, некој мислење имавте ли вие ваше лично? Не, ја оспицата му реков да чува. За 8. А му рече да ја чува? А знаеш ти Да, за тоа? ми рече, ама Кој да го слуша братот? тоа е. Некои работи се забораваат. Ќе одиш да рибариш и да си го пуштиш мозокот на пасење. Друго нема Обавезно. после ова, така? Обавезно. Колку? Рибариш често? Тебе те Да, пошло? Да, каде? Рибариш со кого? Па навар со моите братучеди, со братот, со другарите. Љубица, дали ти одиш на рибарење? Не. А дедо Тоше? Не, На рибарење не? Не. Зошто? не сум поривар. Не сте по... А за тоа ти кажа триба всушност, сега тоа. Не, Туку што... прекарот ми е по друго. Кога првото моје работно искуство работе во флиперница. Добро. И имаше PlayStation, повеќе PlayStation-ови. И многу возеа MotoGP, има возач Пере Риба. И почна риба, да ми викаат, Аха. викам, не се завркајте, ќе ми остане прекар. И остана. И почнавме нешто хороскопски знаци, кој што е, како е. Иначе сум риба у хороскопски знак и Се усреќила Љубица. и така останало. А, Љубица? И јас сум риба во хороскоп. Ма друго е. На различни сме сите жени со мажи без разлика што сме исти знак. Може би за тоа може да излезеш на крај со него. Да. Добро. Малку да се пошегуваме, а тоа ни преостанува бидејќи 5000 ни е понудата. Немаш. Играме до крај. Нека остана 10.000, 20.000 и да играме 23-ката. Тоа е она што би можело нели да не извлече на крајот. Повели. Ајде, Ненад, кутија број 18. Ненад, отвори ја кутијата. Добро, 20.000, 20 динари. Ајде, да шо мислиш? Анета, број 9. Аха, мислиш дека немаш ништо ниско? Добро. Што вели брат ти, Љубица? Ајде, Коше? кажи. Отвори последната тогаш. 19-ката. Кутија број 19. Зоран, отвори ја кутијата. И тие ги немаме, и да видиме дали ќе отвориме барем 500, освен ако не се кај тебе. Кутија број 9, Анет. А не, тоа отвори. Добро. Крајот од прилика вака изгледа. 10.000, ако се во неговата кутија, удвојуваме 20.000, воедно ќе биде и највисоката со која што Тоше играл, или ако има 500 денари, да ги удвои Дарка, тоа е тоа што може да биде. Ете го она што ти го кажав, дојде со уверување дека немаш ти среќа во ова, кој ќе игра, ќе отворам ја во прва, и тоа и се случи. Сега ме разбира што сакам да ти кажам. Точно тоа, Дека така тоа многу сите погрешно. супругата тоа ми рече. Не размисли така, Така е. ама не знам, така одеше играта и тоа е тоа. Чешки да го сменев наместо милионот денарот, па да беше сина, може ќе се одвиваше поинаку Многу играта. малку ви фалеше на вас, што фалеше? Само да речете и роден ден на дедо Тоше и на, како се каш малата? И Тајана. На Јана. Па ајде го причуваме малку. Можда има нешто ниско, ма ајде го причуваме таму некаде до при крај. Играта ќе беше сосема поинаква, но сега што и да кажеме, џабе веземе. 500 денари и 10.000 денари, ја знаеме понудата, мислам дека истата и пред малку ја добивме, но да го почитуваме банкарот до крај. Слушам. Потврдува банкарот дека понудата се 5.000 денари. Не баш. Отвори ја кутијата. Дали се барем 10 или само 5? 10.000.
Јасмина, те чувавме за само 500 динари. За жал, 10.000 некако стигнавме до неја. Највисоката беа 16, мислам. 16. Толку беа. Сега, ако имаш среќа и ако одлучиш всушност да играш 23-ката, АБВГД, половина бонус исто ништо или двојно и погодиш двојно, ти добиеш највисока сума за вечерва. А тоа се 20.000 динари. Прашање е дали би ги ризикувале, дали ќе ги удвоите, преполовите. Љубица, зашто си? Да си ги земе 10.000. Да ги земе? Да. Дедо Тоше, Нека си ги земе. и да видиме уште господинот брат. Сопругата нека ја послуша. Да ја слуша Си ги сопругата. земе. Добро. Ќе видиме. До сега ретко што послуша. Што на крајот на денот па ако погодиш удвојување, така? Ама може и ништо. Ретко ја слушам, овој пат ќе ја послушам, понудата ќе важи. Што ќе важи сега? Зашто понудата? Од 10.000? 10.000. 23-ката не ќеш да играш? Не. Добра. Која 23-ка би ја играле вие двајца? Или тројца? АБВГ. Пред да влеземе, јас реков Г. Ќе ја послушаш и сега? Немаше да послушам, Б ќе отворам. Ајде, отвори ги двете. Отвори ја првин Г на сопругата. Ќе беше исто. Ајде да видам твоето Б. Пропуштивме ли некое удвојување? Пропуштивме бонус. Штета. Ќе беше добро. 10.000 плюс бонус. Ама толку требало да биде. Толку е късметот, така да Така е. се пред се е игра. Нормално. Дојдени сме за забава, за среќа да видиме докаде е. Така да... Убаво ли си понуда. помина, кажи ми. Екстра. Значи, Тоа е најважно. добра дружба. Занимливо до сите мисии кои се снима. Нови пријателства пред се. Така е. Така да... Кој ќе поздравиш? Ќе ја поздравам цела моја фамилија. Сестра ми, зетот. Колегите од работа што ми овознежија да Така, им учествувам благодариме. на емисијава, шефицата исто така. Сите што ме познаваат и сите што не ме знаат. И од вечера ќе те знаат. Така? Да, вас во студио овдека. Благодариме. Нас ти беше драго, Петре, што беше со нас. Ти не достигаш со твоите предпоставки, со твоите графчиња и со твојата убава енергија, но како е така е. Благодарам што беше со нас, благодарам на твојата убава подршка, на господинот Тоше што беше тука во нашиот квиз и го испраќаме нашиот Петре со 10.000 денари. Повеќе пари во следната емисија.